Обиколката на пазарот во Кочани покажа мощна и слаба понуда на домати како црвени, така и розови. Само на 23 градинари нудеа колку толку квалитетен розов патлиџан и тоа повеќе зелен отколку зрел. Цената, како и на претходните пазарни денови, 40 до 50 денари за килограм. Малку подобра е состојбата со црвениот патлиџан кој го имаше во поголеми количини, а се продаваше за околу 20 денари по килограм. Према времето, сушна година, тута се појави болест и за тоа. Од сите градинарски култури, ова лето најмногу настрадаа доматите. Борбата на земјоделците, односно градинарите со болестите кои ги сушија градините, остана без успех. Кои се причините за ваквата појава и што треба да се преземе за наредните производствени сезони, од изјавата на агрономот Гоце Стојанов. Последно време ќе забележена појава на повеќе болести кај црвениот домат, исто така и штетникот кој што со години назад прави големи проблеми е присутен во производството кај доматот, така да производителите се веќе го осеќаат тоа преку намалениот род и влошениот квалитет кај самите домати. Годинава беше непогодна за производство на доматот, така да самите производители тоа го знаат. Има големи проблеми во целокупното производство, така и како во целокупното производство, така и кај производството на домат. Причинуваат големи проблеми во производството на домат, тоа се како прва е пламеницата или фитофтората и исто така црната дамкавост која што е присутна како во изминатиот период, така и во моментот е забележана кај самите насади со домат, но и рековме од штетниците најзначаен е тутата која што неколку години наназад прави огромни штети, односно го елиминира доброто производство и го влошува квалитетот кај самиот домат. Во моментот е и сезона на припремање на зимници, добро е да ги заштитат своите производи како би имале продолжена продажба на доматот до крајот на есента, кога и домаќинките ги припремаат зимниците. Значи, пак ќе спомнам дека треба да се информираат и да добијат упатства од луѓето кои што се вработени во земјоделските аптеки, како би имале успех во понатамошната заштита како на црната дамкавост, така на пламеницата, а исто така и против самиот штетник тута апсолута. Едно е сигурно, есенва значително помалку зимница ќе складираат домаќинките во Кочани и пошироко, како последица на ограничените количини кои се нудат на пазарот, лошиот квалитет и високите цени на сиромашниот џеп на повеќето граѓани.